Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Башановиќ, кумот на Александар Вучич и екс-советник на Зоран Заев во владата, го води пиарот на СДС и Филипче. Затоа се обседнати со Србија. Станува збор за контроверзна личност, како и матна личност во областа на енергетиката. Зоран Башановиќ е кум на председателот на Србија, Александар Вучич, со кој не се во најдобри односи, па оттаму Башановиќ преку Зоран Заев, Венко Филипче и СДС го напаѓа СНС од Србија, како и председателот Александар Вучич. Имено, Зоран Башановиќ е естраден турбофолк менаџер и собственик на телевизија во Србија, човек кој е апсен за крадење на облека во Соединетите Американски држави. Тој е избркан од СНС затоа што склучувал милионски договори во сомнителни комбинации, повикувајќи се на кумството со Александар Вучич. Исто така, Зоран Башановиќ е и куќен пријател на Зоран Заев во Грција. Човек кој му беше специјален советник во владата и земаше над 1500 евра плата во тоа време. Но како велат, сличните луѓе си се наоѓаат едни со други. Зоран Башановиќ, заедно со пиар агенцијата iMedia, во која соопштенијата и пресконференциите ги пишува Милјан Счекич, се лицата кои го навредуваат и омаловажуваат македонскиот народ. Сето ова се случува по насока на Заев, а Филипче и СДС говорат се што овие ќе им напишат. Затоа повеќе не сме вчудени видени од соопштенијата и пресконференциите на СДС и на Филипче, во кои ги напаѓаат председателот Вучич и владата во Србија. Почитувани граѓани, Башановиќ и Счекич од Скопски хотел диригираат директно на Бихачка. Овие двајца се изворот на сите лаги, манипулации и невистини кои доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз и Филипче. Ви благодарам, доколку имаме прашања, стојам на располагање. Повторно го обвинуваат во да помина дека стои за директорот на Државниот инспекторат за земјоделие, кој беше осомничен дека земал мито од 50.000 евра и за тоа беше и уапсен. Благодарам на прашањето. Социјалдемократскиот сојуз се однесува како мало дете на кое ќе му дадат колач и така се радува. Исто така тие се радуваат и им е многу убаво на душата кога ќе се случи некаков криминал или корупција, а уште па ако личноста на некаков начин се поврзе со ВМРО ДПМН, тоа за нив е полн погодок. Кога нивни лица се апсе и се приведуваа за кои има основано сомнение дека сториле криминал, еве на пример Артан Груби, ние од СДС не слушнавме ниту дистанцирање, ниту оградување, туку само бранење на криминалот кој тие директно или индиректно го овозможувале. За него не слушнаме вака гласно да говорат. Исто така, да ве потсетам, председател на СДС и премиер на држава беше аболициран криминалец. Човек кој земаше 1 евро за брат му и 1 евро за црквата, за кој има снимки на интернет и тоа може да се види, СДС за овој човек ниту се дистанцираше, ниту се оградуваше, туку истиот стана председател на партија и стана премиер на држава. За него не слушнам исто така вака гласно да говорат и да бараат правда. Дополнително, човекот кој сега им е председател на партијата има директни показатели и докази дека поради негов пропуст, додека бил министер за здравство, се случи пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој живи беа запалени 14 наши сограѓани. И за него не слушнаме вака да бараат правди и да бараат од надрежните институции да постапат по овој случај. И за него не беа вака гласни, а сега се гласни. И го ставија дури председател на партијата да им биде. И уште еднаш би сакал да го повториме нашиот став, кој е јасен, концизен и недвосмислен. А тоа е, секој кој се огрешил спрема законот, без разлика дали од СДС, ВМРО ДПМН или било која друга политичка партија, треба да одговара. Сите мора да бидеме еднакви пред законот и со законот нема играње. Благодарам.